Почитувани, недомекинското работење и секојдневно инволвирање во скандали на директорите на јавните претпријатија сериозно го загрозува нормалното функционирање на граѓаните на општина Прилеп. Секојдневните алиби изјави кои ги даваат за медиумите представуваат очајни обиди за амнестирање од нивната неспособност да ги менаџираат процесите во претпријатијата со кои што тие раководат. Меѓутоа, на 11-месечното игнорирање и ставање на проблемите под тепих му дојде крајот. Со својата неспособност да извршуваат функцијата која ја заслужиле само поради нивната партиска припадност, јавните претпријатија ги доведоа на прагот на рентабилност. Спасот од безизлезот ќе го бараат во зголемување на цените на услугите. Првиот ценовен шок ќе дојде од јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање. Откако пред известно време поскапе паркингот, директорот Зоран Јовејски и неговите соработници деновиве ќе го поскапат и јавниот градски превоз. Случувањата пак во ЈКП Комуналец одамна се излезени од контрола. Скандалот со управителот на терминал Комуналец Мартин Ачковски, кој само волно заминал да работи како келнер во Хрватска, оставајќи ги вработените 3 месеци без плата, а фирмата со блокирана сметка, не е единствената лоша вест од ова комунално претпријатие. Иако директорот Рубин Абрашовски 3 дена избегнува да одговори на нашето прашање дали се спрема зголемување на цените на услугите за 70 до 100%, сосема известно дека многу скоро цените на услугите во ова јавно комунално претпријатие ќе се зголемат. Неговиот колега од Водовод и канализација Игор Гулабовски го доведе јавното претпријатие во ќорсокак. До неговото доаѓање и ова претпријатие беше финансиски стабилно, а минатата година ја заврши со 3 милиони денари добивка. Не само што нема да има намалување на сметките за вода, како што во предизборната програма ветуваше градоначалникот Борче Овчевски, туку прашање на денот е кога ќе следи и нејзино покачување. Безмислени изговори на Гулабовски дека претпријатието нема пари да ја плати струјата не држи место. Од ако има пари за вработување на вечната советничка координаторка на советничката група на ВМРО-ДПМН и заменик градоначалникот Ирена Стериовска Локвенец, замислете на работно место советник за односи со јавноста и за кој знае по кој ред вработување на братот на пратеничката Ане Лашковска, тогаш мора да има пари и за тековните трошоци на јавно претпријатие. Исполнувањето на жалбите на партиските функционери на ВМРО-ДПМН за вработување на измислени работни места и унапредување на веќе вработените на раководни позиции со плата од близу 1000 евра ќе падне на грбот на граѓаните. Или конкретно, за прв пат од своето постоење, Водовод и канализација ќе бара субвенции од општинскиот буџет, односно со пари на даношните обврзници ќе се покриваат луксузирањето на партиските функционери на ВМРО-ДПМН. Почитувани граѓани, очигледно е дека ѓаволот ја онел шегата и дека по заслуга на директорите јавните претпријатија забрзано одат кон пропаст. За да не дојде до тоа, апелираме до градоначалникот Јовчевски да ги разреши неспособните партиски кадри и на нивно место да постави професионалци кои ќе работат во интерес на граѓаните на општина Прилеп, а не во интерес на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам.